Шилегов потврдува дека увезуваме отпад од други држави, ама тој не бил опасен, туку само се користел за индустријски цели. Според градоначалникот, најголем дел од отпадот го увезува фирмата Макстил. Не станува збор за отпад кој што се депонира, туку за отпад кој што се користи во индустријски цели. Податок што можеби е куриозитет е дека како најголем увозник се јавува Макстил, а предмет на увоз, а е отпад, е старо железо. Предходно Радио Слободна Европа објави статистички податоци кои покажуваат дека за само 2 години во Македонија се увезени 7 милиони тони отпад од Бугарија. Ова дојде после информацијата дека депонијата Дрисла се најде под лупа на бугарските власти, под сомнение дека заедно со бугарско претпријатие учествувала во увоз на опасен отпад од Италија. Пред само неколку дена депонијата Дрисла се најде во рацете на град Скопје, а директорот беше разрешен. Од Движењето за чист воздух пак уверуваат дека со оглед на нашите способности за согорување, секој отпад е штетен за нас. Ако ние немаме преработувачки капацитети, ако немаме индустрија со соодветни филтри или филтри кои што не се одржуваат, или се гори тој отпад на пониски температури, а се работи тоа повеќе од дозволеното, тоа секако дека се одразува на квалитетот на воздухот и животната средина. Не е само проблемот и увозот на отпадот, туку е проблемот и од тоа како постапуваме со него. И техничкиот премиер убедува дека не се увезувало штетен отпад. Граѓаните се гушат на средина. Од една страна зашто сме присутни во медиумите и не престануваат скандалозните вести, а од друга постојаните уверувања од надлежните дека нема причина за грижа. За сега јасно само дека земјава е на врвот на светските листи по црниот воздух.